Ви благодарам, госпоѓо председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана министерке. Дискутираме за буџетот како најважен документ кој што треба да ја води напред нашата земја во 2020 година, барем јас така го разбирам. Но за жал имаме документ кој што е креиран исклучиво за проекти кои на сегашнава владеачка структура ќе и купат уште малку време до следните парламентарни избори. Неколкуте дискусии за буџети на кои како пратеник од тогашната власт имам учествувано во минатото, од страна на тогашната опозицијска СДСМ беа без исклучок квалификувани како мегаломанско трошење на парите на граѓаните. Сега сме сведоци дека откако е на власт ова владеачка гарнитура, вкупниот износ на буџетот од година во година се зголемува и на сите тие силни критики на кои директно бев сведок за некакво безмилосно трошење, би требало логично после се тоа да се очекува дека овие зголемени приходи, што е и логично да се зголемува буџетот од година во година, да се трошат поинаку од порано. Што добивме и што имаме во реалноста? Во овие буџети кои што вие ги креирате, при тоа не мислам на вас како министер сегашен за финансии, туку на владата, ниту една година немаме раст на средствата кои што се наменети за инвестициски вложувања. Не само што се помали, туку во ниту една година не се остваруваат, тоа е нешто што е потажно. Па како што видовме пред некој месец, со ребалансот овие средства за капитални инвестиции се пренаменија за тековни трошоци. Нешто што вие го нарекувате многу маркетиншки вака привлечно звучи, вложување во човечки ресурси. Да го преведеме, што значи тоа за граѓаните, да го преведеме овој еуфемизам, тоа е всушност вложувањето во човечки ресурси, е всушност исплата на тековни трошоци за плати, субвенции и слично. Многу поразлично од тоа како вложувањето во човечки ресурси се поима во модерната економска теорија и во останатите земји во светот. Тука е разликата. Инаку не дека не имаме нешто против вложување во човечки ресурси. Од се она што го критикувавте предходно, не најдовте за сходно да остварите барем една структурна реформа за да се промени структурата на трошење. Така да вашите критики од предходно за безмилосно трошење на парите на граѓаните, со самото тоа паѓаат во вода. Јас вообичаено секој буџет, и така и годинава, ќе говорам за предлог буџетот за 2020 година во делот што се однесува на Министерството за култура. И тоа годинава само за овој дел. Во делот на овој предлог буџетот на Министерството за култура, би сакала да ја изразам мојата особена загриженост за одредени делови од буџетот кои што сметам дека во ниту еден момент не го остваруваат пред се националниот интерес на Република Македонија во областа на културата, а што е уште потрагично, не остваруваат ниту еден дел од програмата План за живот, во делот што се однесува на културата, ниту пак имаме креиран буџет во Министерството за култура, кој што ја поддржува на некој начин националната стратегија за развој во културата, која што колегите пратеници што седат овде од Социјалдемократскиот сојуз ја гласаа. Во делот на одржување на објектите од областа на културата не се предвидени финансиски средства за следниве проекти. Ќе ги потенцирам проектите затоа што помина веќе 2 години и веќе состојбата со одредени проекти, започнати објекти е алармантна. Изградбата на Турскиот театар во Скопје.
Тоа е објект кој што е започнат со градба и е изграден до ниво на карабина. Се работи за објект кој што не е обезбеден и представува веќе закана и опасност и за околните објекти, меѓутоа и за минувачите, и веќе неколку години ситуацијата е таква. За изградбата на овој објект беше склучен и меморандум за соработка со Република Турција, со кој Република Турција се обврза да даде финансиска и техничка поддршка во процесот на изградба. Меѓутоа, ние од Република Турција не можеа да предвидат дека на власт ќе дојде една гарнитура која што не само што нема да започне нови инвестиции и изградба на нови објекти во областа на културата, туку нема да ги продолжи ни веќе започнатите. Така да ни меморандумот на некој начин стагнира, затоа што не се продолжува и упорно веќе трета година поред не се издвојуваат средства за една, би ја нарекла, прекрасна зграда доколку се изгради и многу значаен објект, затоа што Турскиот театар е навистина еден значаен ансамбл што се однесува до театарската дејност во Република Македонија. Не се обезбедени доволно средства ниту да продолжат тековните инвестициони проекти кои што се започнати од претходно и со кои што колегите цело време водат борба, значи се води борба упорна со проектите во минатото, меѓутоа не се одвојуваат средства ниту да започнат нови инвестициони проекти во културата, ниту пак да се продолжат тековните инвестициони проекти кои што се започнати од претходно. Што значи дека во овој буџет не гледаме дека ќе може да се продолжи со реализација на проектите за реконструкција на Центарот за култура во Кочани, например, за изградба на театарот во Струмица, за реконструкција на театрите во Прилеп и Куманово. Ги нагласувам овие два театри затоа што тие моментално од постоечките театри се во најлоша состојба во Република Македонија и неопходно веќе неколку години алармираат за решавање на нивните проблеми. И покрај најавите дека овие два објекти ќе се реконструираат повторно, и во овој буџет нема вакви средства. Средствата во сите дејности од културата, забележително е дека е зголемена ставката за плати и надоместоци на вработените. И ќе кажете дека тоа е во ред. Меѓутоа, не се сложувам затоа што тоа се врши на сметка на субвенции и трансфери. Што значи дека се намалува буџетот за реализација на проекти од областа на културата. Ваквото зголемување во делот на плати и надоместоци е резултат на така наречената нивелација, односно порамнувањето на платите во делот од дејностите во културата. Меѓутоа, почитувани, нивелацијата на платите во никој случај не требаше и не смее да значи намалување на буџетите кои што се наменети за проекти во културата. Тука имате еден оксиморон. Ќе се нивелираат платите на вработените во областа на културата, меѓутоа на сметка на проектите што тие културни работници чии плати се изнивелирани, значи не на сите, само во одредени институции се случи ова порамнување или нивелација. Сега тие културни, не го сакам многу тој термин, значи тие уметници, научници и слично, на таа сметка се скратени буџетите кои што тие треба да ги за проектите кои што тие треба да ги работат. Едно сериозно прашање кое што сакам да го поставам тука на министерката за да се разреши една дилема е колективниот договор за вработените во културата. Тоа е значи сериозно прашање со кое што владата, според мене, демантирајте ме ако е така, јас ќе го прифатам тоа, ги манипулира вработените во културните институции од првиот ден кога неславниот министер Алагјозовски направи примопредавање на функцијата. За разлика од нивелацијата, односно порамнувањето на платите, колективниот договор, меѓу другото, би требало да го регулира надоместокот на трошоци за превоз од и до работното место за поголеми растојанија, надомест за теренска работа надвор од установата во надворешни и тешки услови, како и надоместоци за дополнителни работи што произлегуваат од матичноста на установата. Одредбите за платено отсуство при изработка на магистарска работа, докторски дисертации, уметничкото усовршување и слично. По остварената средба во владата, Синдикатот за култура
излезе со изјава дека добиле позитивен сигнал, така они изјавија, и дека потпишувањето на колективниот договор ќе се случи до крајот на тековната година. Моето прашање, кое што логично ми се наметнува, затоа што имам работено на една верзија на колективниот договор, е како? Дали некој им предочил на овие луѓе колкави се средствата кои што се потребни за да дојде до потпишување на колективниот договор? Во изјавата по средбата во владата е кажано дека имало некои правни работи, неправилности кои настанале во минатото и кои што требало да се изнајде начин како најбезболно да се решат, за да не настане штета. Се кажано, а не кажано главното. Од каде средства? За потпишување на една од вака благо кажано верзии на колективниот договор кој што не е идеална, еве така ќе ја наречам, се потребни најмалку 500 милиони денари. Сега како владата, моето прашање е како владата им ветила, бидејќи имаше предупредувачки штрајк на почетокот на претходниот месец, како ветила владата дека ќе го потпише до крајот на годината колективниот договор и од каде ќе ги најде тие средства, бидејќи им било кажано на представниците на синдикатот дека немало проблем после, иако не се предвидени во буџетот, да бидат надополнети после. Мислам, какво е ова манипулирање со една категорија на луѓе од нашето општество кои што, извинете, ама не може толку лесно да се манипулира? Зошто не сте ги предвиделе средствата за потпишување? Па вие потпишете го после, откако ќе се решат овие работи кои што сте ги кажале дека имало, не знам, правни, какви други пречки за да се дојде до тоа. За да се обезбедат 500 милиони денари, и тоа, значи, ова е најмала сума што може. Има некои верзии на колективниот договори со многу поголем износ. Како ќе ги надополните? Од која ставка? Од што ќе префрлите средства, а без да се прави, не знам, ребаланс? Дали е можно тоа? Еве, јас не сум економист, прашувам. Дали е можно, одговорете им вие на културните работници, дали до крајот на годината е можно владата на Република Македонија да обезбеди 500 милиони денари најмалку за да го потпише колективниот договор за вработените во културата? Тоа е моето прашање. До вас се надевам дека ќе го одговорите, и тоа не на мене, туку да им објасниме на вработените во областа на културата дали да очекуваат воопшто тие потпишување на колективен договор или тоа ќе остане уште една лага неостварена. Значи, не министерке, не е точно. Министерот за култура не е одговорен за ова. Ова е директно под Министерство за финансии. Јас ви кажувам затоа што сме работеле и со претходната министерка за култура, која што имаше навистина доблест и се вложи максимално, еве ова не ми беше планирано да го кажам, меѓутоа вие ме поттикнавте со вашиот коментар, меѓутоа немаше слух па кај тогашниот министер за финансии. Така да, апсолутно Министерството за култура не представува никаков проблем, туку проблемот е кај вас во Министерството за финансии. Требало, или уште да бидам попрецизна, проблемот е кај тој што им ветил на вработените од областа на културата дека до крајот на годината, замислете, ќе се потпише колективен договор, чие што вредност е најмалку 500 милиони денари, без тие пари да бидат проектирани во буџетот. И ме кажано на луѓето, замислете дека тоа не било проблем. Ви се молам. Затоа очекувам прецизен одговор, дали е можно вакво нешто или не. Значи, да или не, многу едноставно. Што се однесува до буџетот на Министерството за култура за 2020 година, и уште еден момент кој што мене многу ме загрижува, тоа е буџетот кој што се однесува на финансирање на дејности од областа на културата. Се работи за вкупен буџет од 3 милиарди 527 милиони 658 милијади денари. Износот е во ред, горе-доле, секоја година е таков. Што е она што мене ме загрижува во оваа ставка? Откако дојде на власт Социјалдемократскиот сојуз, првата
Првото финансирање на дејности од областта на културата помина како еден од најзначајните делови, значи тоа е она што го работи Министерството за култура, тоа е суштината на ова министерство, помина во знакот на скандалозната годишна програма токму за финансирање на овие дејности. Помина што помина таа година, се побунија културните работници, имаше навистина огромни скандали што се однесува до тоа како биле доделувани средствата. Најповеќе во јавноста одекна оние проекти на кои што не им беа доделени средства и што се чувствуваа со право неправдано. Меѓутоа, по мене имавме уште еден многу поголем проблем, а тоа е проектите на кои што им беа доделени средства. Тука беше проблемот и тука е суштинската разлика од тоа како се спроведува овој дел од буџетот на Министерството за култура сега и во минатото. Помина 2017 година, ќе помислите сите нормални, во сите нормални земји ќе се помисли да на грешките се учиме. Што се случува? Доаѓа 2018 година. Повторно имаме конкурс отворен на Министерството за култура за финансирање на дејности од областта на културата. Буџетот тука некаде горе-доле исти, уште поскандалозна програма. Уште поскандалозна програма со проекти кои што не знам од каде да почнам да ги бројам, зашто се одвоија средства во конкурс кој што треба да финансира проекти од областта на културата, меѓутоа кои што се од национален интерес. Поради двете последователни програми, такви какви што беа, скандалозно е мал збор, ќе се согласите со мене, сите и тие што не следат култура и мислам дека сите беа запознаени со сите злоупотреби во овој дел. Ние како пратеници побаравме да се одржи една надзорна расправа тука во Собранието на Република Македонија и нашата основна цел како пратеници е за да придонесеме во иднина да не се случуваат вакви скандали. Што беше нашата идеја? Нашата идеја беше да се констатира потреба од измена на моделот на финансирање, затоа што не може некој да носи одговорност и ние сме свесни за тоа, ако моделот на финансирање кој што врз основа на кој што се делат овие пари е таков каков што е. Баравме преку надзорната расправа да се овозможи интервенција во тој дел, да постои транспарентна постапка за избор на членови на стручните комисии и многу други препораки. Целта ни беше да се избегне и да се надмине вакво скандалозно и проблематично носење на две последователни програми кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз, откако е дојдена на власт, ни се случија во областта на културата. Што се случи, сите се запознаени, надзорната расправа од некои необјасниви причини не продолжи. Една од главните цели на нас како пратеници, тоа е да вршиме надзор, ни беше оневозможен. А зошто? Затоа што партиските наредби до председателката на Комисијата за култура беа посилни од она што ни е работа на нас како пратеници и што ние сакавме да го постигнеме за да не се случи годинава. Што имаме годинава и зошто го говорам ова, еве сега ќе ви кажам. Годинава на располагање за финансирање на дејности од областта на културата имаме вкупен буџет од, како што кажав, некаде 3,5 милиарди, а ги имаме истите критериуми за распределување на средства. Ништо не е променето. Имате 2 години последователно скандалозни програми и одите трета година поред да правите буџет на Министерството, да го проектирате, а критериумите за распределба на средства се исти. Знаете што е уште потажно? Делумно се исти, не сите, меѓутоа делумно се исти и членовите на комисиите кои што ги доделувале овие средства. Ви се молам, како може една партија која што во својата програма на првите неколку страници вели дека приоритет ќе и биде заштитата на културното наследство, особено на недвижното културно наследство, да објавува конкурс во кој што се вели дека максимални конкурс со ограничувања. Внимавајте, така не било порано.
Имате ограничување за истражувачки проекти, за археолошки истражувања до 300.000 денари за конзервација на недвижно културно наследство. Како е можно тоа? Од друга страна го имате на Алагјозовски, ова е лично made by Алагјозовски апликацијата, единственото нешто што го направи СДСМ во културата, а тоа е апликација на која што се пријавуваат за интердисциплинарни проекти. Таму износите се од 3 до 5 милиони. Нема таму ограничување. За пајташите на Алагјозовски нема, за заштита на културно наследство 300.000 денари. И тоа ќе ви кажам со конкретен пример и овде ќе завршам, почитувана председателке. Имам резултатите од минатогодишниот конкурс на пријавата на Алагјозовски за интердисциплинарна дејност, каде што, например, се давале по 780.000 денари за ден на грозието. Се давале по 700.000 денари за некој си проект кој што, се извинувам, не, моја грешка, 800.000 денари за проект кој што бил за некој гастрономски фестивал од областа на културата. Така да ова е навистина недозволиво и трета година поред да ги имате истите критериуми и повторно да се доведеме во ситуација да имаме распределување на средствата од областа на финансирањето на дејностите од областа на културата на ваков начин. Се надевам дека моето главно прашање беше за најсериозното прашање што ги тангира вработените во областа на културата, а тоа е колективниот договор. Дали колективниот договор ќе се потпише до крајот на оваа година? Благодарам.